Благодарам, господине Джафери. Почитуван министре Сугаревски, човек да не е във ваша кожа, имајќи во предвид дека од оваа говорница како координатор на тогашната опозиција толку критикувавте нешто кое што денеска вака го браните и тоа го браните 100%. Критикувавте анекси, подпишавте 4 нови анекси. После 3 години практицирање на власт и ваше министеравување, еве можеме да заклучиме дека фактот од 16.1.2020 година и соопштението од владата на Република Македонија, кој вели вака, еве за граѓаните, на 16.1.2020 година, ова е соопштение од влада, во просториите на влада на Република Македонија, Медија центар, ќе се подпише договор за изградба на првите 2 километри автопат. Внимавајте, Скопје-Блаце, помеѓу Јавното предпријатие за државни патишта, представена од директорот Зоран Китанов, и АД Гранит, представена од генералниот директор Зоран Милковски. На настанот присутни ќе бидат заменик председателот на владата задолжен за европски прашања, заменик председателот за европски прашања, во улога на координатор на владата за проектот Скопје-Блаце Бујар Османи и министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски. А што подпишувавте во тој момент? Подпишувавте автопат или договор за изградба на автопат во должина од 12,5 километри, а конкретно овој настан беше за отпочнување на автопат или првата делница во должина од 2 километри. Почитуван Джафери, мислам дека ова е крајно неодговорно и непочитување на институцијата Собрание на Република Македонија. Ако треба да завршиме, да завршиме. Ако не треба да завршиме, барем да се почитуваме, бидејќи моето обраќање е кон министерот и кон пратениците. Се разбира, но мислам дека треба да се разбереме по одредени прашања со министерот кој што го подпиша овој договор за 12,5 километри, односно конкретно за настанот за кој што зборувам, должината е 2 километри и 2,5 километри, и што е најбитно, почитуван Сугаревски, вие од позиција на координатор на опозиција зборувавте за астрономски цени тогаш во наводници за автопатиштата од Кичево до Охрид и од Миладиновци до Штип. А вие подпишувавте сега во моментот како министер за транспорт автопат од 12,5 километри кој што ќе чини 110 милиони евра. Или, за граѓаните да им биде појасно, вие подпишавте договор за изградба на автопат, кој што автопат по километар, значи по километар ќе чини 8 милиони и 800 илјади евра по километар. За разлика од претходните автопатишта, кои што еве за Штип Миладиновци, коштаат по километар 5,8 милиони евра. Ова се бројките и од ова се црпи вашата кредибилност кога зборувате за честност, за искреност и за политички континуитет во вашите ставови, во ставовите на сега владеачката партија, а тогаш опозиционата СДСМ. Подпишавте 4 анекси за овој автопатот од Кичево до Охрид. И јас ќе ве запрашам навистина, дали сте сигурни во тоа што го подпишавте? Дали сте сигурни дека навистина подпишавте во согласно со закон и со сите прописи позитивни што владеат во Република Македонија? Ве прашувам искрено, зарем не се многу 4 анекси на ваков еден договор? Зарем не се многу пари за само 6 клучки и еден помошен пат? 180 милиони евра. И јас ќе ве прашам многу искрено, ова се прашање на граѓаните. Зошто ја прекинавте изградбата на овој автопат? Дали знаете или дали проценавте колкава штета направивте? Ја тргнавте цела градежна механизација. Се зголеми бројот на сообраќајни несреќи или се зголемува постојано? 2020 година е. Веќе сте на крајот на мандат и треба да дадете одговор на овие прашања. Зошто за 3 години немате почнато и завршено магистрален или еден автопат во Република Македонија? Ниту еден. Сето она што ви го остави владата претходна на ВМРО ДПМН. Право го прекинавте. Значи ние чекавме цела една година
за да готов автопарк Демир Капија Смоквица го пуштите во употреба. Која е загубата што ја трпеа граѓаните на Република Македонија? Чекавме повеќе од година и пол да пуштите речиси готов автопат од Миладиновци до Штип. Зошто го правевте тоа? Сега чекаме 3 години конечно да отпочне да се обнови изградбата на автопатот Кичево Охрид. Мислам дека е крајно неодговорно. Да не зборувам за експресните патишта. Па ние го почнавме или ВМРО ДПМН предходната влада го отпочна магистралниот експресниот пат од Штип до Кочани. До каде е изградбата? Тоа е еден добар терен каде што може да се гради без никакви пречки, без отежнителни околности. 3 години поминаа, нема ништо од тоа. Ни првата делница до Крупиште ја немате направено. Ја немате направено. Се фалите со автопатот од Штип до Радовиш. Исто така еден терен каде што може да се работи без некои околности кои што дополнително допринесуваат да се забави изградбата. И тој се фалевте со него брзо темпо, го нема. Го нема. 3 години поминаа. И само тука оправдувања, клучката, локална и помошниот пат, не знам тендерот, кога сме веќе кај тендери. Или соберете стручни луѓе, експерти, кои што знаат и умеат да направат добар тендер, или воопшто не правете тендери. Кога сме кај тие тендери, е општината од каде што доаѓа аеродром. А вие со тие тендери навистина го уназадивте образовниот систем. Ланската година 4 месеци учениците во аеродром чекаа опрема, односно гардероба, која што ја користеа за училишта, зошто тендерот не бил добар. И сега, на почетокот на второто полугодие, замислите, на почеток на второто полугодие, топлиот оброк во општина Аеродром го немаат учениците. Прв пат после не знам од кога е воведен. Прв пат кога е воведен и родителите не информирани на време ги однесуваат своите деца, учениците и нема топол оброк. Зошто? Тендерот не бил како што треба. Порападнал тендерот. Мислам, или ќе практицирате власт, или треба да си признаете и да се извините пред македонската јавност дека дојдовте неспремни да практицирате власт и затоа сите овие 3 години се години на сериозни промашувања и години на нереализирани ветувања што ги дадовте пред граѓаните на Република Македонија. Кога сме веќе тука кај вас, ќе го искористам и вашето присуство. До каде е изградбата на клиничкиот центар во Скопје? До каде е? Тендериравте ли? Па Сугаревски е, јас се извинувам, но Сугаревски е член на влада, која што влада вети дека во нивни мандат ќе биде изграден клинички центар во Скопје. 3 години барате локација. Сега тендерот уште година дена ќе го чекаме, а имавте готов проект. Значи готов проект за тотална реконструкција, сериозна реконструкција на постоечкиот клинички центар. Само заради ваши некои причини го откажавте тој проект и сега во Ѓорче Петров ќе градите нов клинички центар. И тоа да го прифати човек или граѓаните, но и тој не нити го почнавте, нити отпочна тендерот колку што се нашите информации. Ако грешаме, ве кажете. Зошто ја стопирате на секој начин изградбата на клиничкиот центар во Штип, да кажем? Ако е до подизведувачи, така и така тендерите не ги почитувате, нити па знаете да ги направите, земете си ги вашите подизведувачи, земете си ги вашите изведувачи и направете. Битно е за граѓаните на Република Македонија да има клинички центар и во Скопје, и во Штип, а зошто не и во други градови на Република Македонија. Една навистина класична неспособност демонстриравте и оние оправдувања на крајот од мандат дека тендерот не е како што треба, дека клучките не се како што треба, веќе не држат во вода. Вие треба да дадете или граѓаните прават биланси, бидејќи сме на крајот од вашиот мандат. Да не зборувам за градско Прилеп. И тука ќе најдете милион причини зашто не е изграден, ама никако нема да го перите прстот во самите себе и да кажете заради нашата неспособност, тој пат не е ни, не знам, го прекинавте и отпочнувањето кој знае кога ќе биде. Веројатно ќе се чека на нова поспособна власт за да може сите овие проекти кои што таа влада ги започна исто да ги заврши. Бидејќи владата што беше во меѓувреме од СДСМ и коалицијата се гледа, апсолутно се гледа дека нема капацитетност и институционална и кадровска да ги реши овие проблеми. Не сакам да мислам дека немаат желба. Јас мислам дека имате желба. Секоја партија, секоја власт сама по себе сака да направи нешто за граѓаните. Но прашањето е колку може и колку има капацитет и колку има капацитетни кадри и луѓе за да овие работи и овие проекти ги завршат. Ова се големи
стратешки проекти за Република Македонија и бараат на вистина сериозна компетентност и стручност во нивната реализација. Ви благодарам.